Добар ден, почитувани гледачи, отворено на тема. Политички магазин е Ирис телевизија кој оди секој ден од 17:30, некојаш и по два пати. Овие денови така ќе се случи, затоа што во финишот на предизборието се обидуваме вам да ви ги представиме сите кои имаат што да ви кажат. Сето тоа е со цел да вие имате подобра прегледност на она што се нуди како програм и квалитет на човечки ресурси кои треба тие проекти да ги спроведат. Не помалку важно е во светот секаде, бидејќи проект може секој да напише или да порача проект, меѓутоа квалитетот на оние кои ги представуваат и да ги реализираат тие проекти е исто толку важно, ако не и поважно. Така е во светот, не гледам причина зашто да не биде и кај нас. Ние наша работа ќе си ја завршиме, луѓето кои пред вас даваат отчет за она што го работат или за она што сака да го работат, а одлуките ќе останат ваши. Но, да го повторам основната демократска премиса. Колку право, толку одговорности. Оно што ние ќе го изведеме во недела, ќе биде наша одговорност во следните 4 години. Иако, според нашиот менталитет, знаеме подоцна да велиме овој не чини, оној не чини, како ние да не сме ги гласали. Затоа изборите се тајни, нели? И поминуваме на темата на денешнава емисија. Оно што во југоисточна Европа е пред се важно, и во новите држави во Европа беше важно некаде крајот на 90-тите, а тоа е контекстот или заедничката политика со Сдруженијата, со НАТО, со Европската Унија. Зошто ова го велам? Затоа што во стратегијата и на Република Македонија вели вака, отприлика ќе се обидам да ја цитирам, тоа е здружувањето на напорите на македонската армија и Министерството за одбрана заедно со политиките и напорите на НАТО за воспоставување на мир и воспоставување на стандардите на НАТО и на Европската Унија се услов за развојот на нашата армија. Малите народи кои имаат мали ресурси, па и во армијата, мора да ги стават сите заедно во еден поголем контекст каде што ќе се гарантира мирот и безбедност. Сега, ова многу повеќе личи на дипломатија отколку на она загрижена војничка доктрина каде што се зборува за огнестрелно оружје, каде се зборува за тенкови, авиони, подморници и така натаму. Мој гостин е министерката за одбрана, која е 3 месеца министерка, се занимава со она што според описот и пописот на работното место, уставот и законите го одредуваат. Но, јас сметам дека вака поставена влада во Република Македонија, иако за волја на вистината и минатата влада требаше така да функционира, со 2 министра за надворешни работи, заедно со вице-премиерот за европски прашања, бидејќи моја гостинка е подпредседател на владата, сето заедно со една дипломатска акција во која што местото на одбраната ќе го заземе точно тоа што е во дипломатските напори. Дали тоа е така? Ќе ви одговори таа. Моја и ваша гостинка е Радмила Шекерска. Добро дојдете во отворено на тема. Благодарам на поканата, добар ден. Министерке, јас намерно ги цитирав деловите од стратегијата на Република Македонија и од некои од многу важни документи. Вие скоро бевте во Загреб, ако не се лажам, каде што повторно се разгледуваше, рекомпонираше целиот тој систем на колективна безбедност. И мене тоа, како новинар, ми наликува повеќе на дипломатски односи, отколку на чисто војнички. Членството во НАТО не е членство само во воен, туку пред се во политички и воен сојуз. Што значи тоа? Тоа значи дека членките на НАТО немаат само интерес да соработуваат на воен план. Туку тоа се земји кои што прифатиле дека ќе ги водат исти вредности и исти цели. Целта е мир, безбедност, стабилност, но вредностите се подеднакво важни. Демократско владење, контрола на власта, независни медиуми, професионални институции. Членството на Македонија во НАТО е битно од повеќе причини. Една, ја кажавте и вие, кога сте мала држава, многу е потешко и поскапо сами да си ја гарантирате безбедноста. Членството во еден сојуз како што е Северноатланскиот значи дека секоја закана по вашата безбедност ќе се смета за закана на НАТО сојузот. И затоа во сите овие години членството во НАТО се доживуваше како навистина прашање да се биде или не. Особено за земја како Македонија во овој регион, како финално стабилизирање. И тоа е многу важен знак прво за граѓаните. Граѓаните сакаат да се смират од сите поранешни стравови што ќе се случи со државата,
кои се заканите, дали ќе се справиме со заканите. Ние после 20 и кусур години независност, повторно оваа година дојдовме во ситуација да се прашуваме дали ќе ни опстане државата. Членството во НАТО е шанса да испратиме порака и дома и во светот, дека Македонија е безбедна и стабилна држава. И тоа е многу важно за економијата. Јас сега бев во посета на Штипската касарна со мојот колега министерот за финансии. И кога доаѓавме на кај Штип, ми вели, имам средби со потенцијални инвеститори, со представници на финансискиот светски сектор. Првото прашање, вика, што ми го поставуваат е кога очекувате членство во НАТО. Затоа што тоа е оној помалку и психолошки и политички знак дека економијата ќе може да се развива во стабилна средина, вклучително и домашните инвеститори. И јас сум се сретнала со многу луѓе од коморите, од бизнисот, велат и ние кога не сме сигурни што ќе се случува во државата, ги одлагаме одлуките. Ако знаеме Македонија влегува во НАТО и ние ќе бидеме поспремни да влеземе во ризик, да инвестираме повеќе, да создаваме нови работни места. Затоа велам, членството на Македонија во НАТО е прашање на вистина од стратешки интерес. Од 90-тите години тој фигурира во сите наши собраниски документи и јас мислам дека е особено позитивно, дека тоа е прашање на консензус помеѓу сите политички партии, клучни во Македонија, помеѓу сите етнички и секакви други групи. Ние консензуси многу лесно правиме, меѓутоа кога делуваме... После ги растураме. Или кога делуваме, тоа баш и не изгледа така во формите кои се прифатливи за асоциациите за кои што зборувате. Да го завршиме овој дел околу дипломатијата. Рековте вие сами, скапа работа е армијата. Но колку одед може да субституира дипломатијата влегувајќи во вакви разговори при фаќање на вредностите? Еве, како што реков, вие ги посетувате, пред неколку денови беше еминентен генерал од Чешка, кој долги години работи на стратегијата на во Европа. Сепак, можно ли е толку да ја субституираме одбраната? Како така војнички род? Значи, членството во НАТО не значи дека Македонија ќе дигне раце и ќе каже сега некој друг ќе се грижи за мене. Тоа е лажна слика и тоа би не представило нас во многу несериозно светло. Значи, целта е заедно сме појаки. Ама тоа не значи дека друг ќе ги реши нашите проблеми. Не случајно е она НАТО цел и НАТО обврска државите членки на НАТО да гарантираат дека ќе насочуваат 2% од својот бруто домашен производ на одбранбените. Така, во Варшавскиот самит на НАТО сега. Тој се реафирмираше и тоа беше една од, да кажам, личните заложби на сега на новиот претседател на Соединетите Американски држави, дека не може Америка да ја плаќа безбедноста на сите други. И мислам дека Македонија во изминативе години покажа дека понекогаш ги исполнуваме и тие критериуми. Пред 10 години, помалку од 9 години, одвојувањето за одбраната беше 2,17%. И тогаш состојбите и во армијата и во одбраната беа подобри. Меѓутоа, од тој момент до денеска е започнато стрмоглаво паѓање на буџетот. И тоа, меѓу другото, се одрази во голема мерка на намалување на климата, на атмосферата позитивна и во армијата, низината борбена способност, мотивираноста на вработените. Знаете како ние секој пат ќе се случи криза, армијата ќе скокне на помош и после сите ја аплаудираат. Медента кога ќе заврши кризата, институција со најголем процент на доверба кај граѓаните. Да преведам за моите гледачи дека тоа е врската на на владата на Република Македонија 2%, тоа однесува некаде меѓу 180 и 210 милиона евра на годишно ниво. Како информација да кажам дека никогаш од 120, 115, па и 90 милиона не влегле во армијата. Еве сега заедно со министерот. Периоди на пониско бруто домашен производ, така што велам 2000, ако не се лажам 2007, процентот беше и нас 6,5 милиарди, па не може да бидат 200 милиарди, нели? Но овде сака да ја прашам, бидејќи овде како судир на концепти. Јас сум разговарал и со генералите и со понешите министри за одбрана. Сведоци бевме за еден концепт во кој што армијата, сватена како проширена полиција,
добиваше толку колку што проценуваше владата. Меѓутоа, за таа разлика, полицијата се опремуваше како паравојска и овде имавме во еден момент како појавен облик измешани состојби, во кој што панцирите на полицијата беа многу поквалитетни од она што го носеше армијата и сето тоа како да беше еден концепт во кој што Македонија не и треба армија. А задачите или она што ние го примаме од нашите договори со НАТО не образуваат. Го ревидиравте ли тоа или кој е вашиот концепт за тоа? Мислам дека ќе грешиме ако причините за проблемите во армијата ги бараме во полицијата. Не, во Министерството за финансии. Или Министерството за внатрешни па или финансии. Во принцип, ако разговарате со припадници на Министерството за внатрешни, и тие не се задоволни. И кај нив сега разговаравме на последната седница на влада, министерот за внатрешни работи кажа на некои проблеми со набавките на опрема за полициските службеници. Значи и армијата и полицијата кубурат со стари истрошени униформи кои што години поред не се обновувани. Тоа што е точно е дека во еден период од неколку години огромна инекција на пари беше одземена од одбраната на некој начин, а беше дадена во една мала структура во полицијата која што видовме дека служела само за партиско прислушкување. Да преведеме. И тие се пари управата во ДБК, каде што се набавувала опрема и се ангажирале 400, 500, кој знае колку луѓе, само да вршат неовластено прислушкување. Значи, не ни ја зголемиле безбедноста. Јас сум убедена дека секој граѓанин во оваа држава е свесен. Ни треба силна армија, ни треба и одлична полиција. Тие се столбовите на нашата безбедност. Не се во конкуренција, тие треба заедно да работат. Меѓутоа, проблем е кога некој полицијата ја доживува како инструмент за партиска битка, а не за обезбедување на безбедност на граѓаните. И тоа се случувало со прислушкувањето. Но нашата цел ќе биде да зборуваме за реални проблеми и да нудиме остварливи решенија. Ние превземавме обврска пред НАТО членките на крајот на минатиот месец. Бевме на состанокот на НАТО земјите членки со министерот за надворешни. Првата работа која што ја кажавме е дека нема да ветиме сите проблеми да ги решиме утре, бидејќи тоа е невозможно. Проблемите се бројни и тие бараат буквално сериозно функционирање неколку години поред. Но ветивме дека секоја година буџетот за одбрана ќе го зголемуваме со цел да ја стигнеме целта од 2% од бруто домашниот производ. Следната година фокусот ќе ни биде да ги стабилизираме состојбите во одбраната. И затоа ми беше задоволство, последниот месец имавме неколку рунди на преговори со министерот за финансии. Јас не сакав да ги зголемам очекувањата, да најавам нешто што не знам како ќе заврши. Меѓутоа имавме многу конструктивни состаноци со премиерот, со министерот за финансии и успеавме да обезбедиме. Прво, следната година буџетот за одбрана ќе биде повисок. И второ, и можеби уште поважно, обезбедивме пари, платите на сите во служба на армијата, целиот воен персонал и оние кои што работат во армијата, тоа е скоро 10 да има 10% зголемување на платата. Долги години не се зголемени платите во одбраната, имаше одредени зголемувања кај државните службеници, но овие чии што животи практично се ризикуваат, меѓу другото во нивното секојдневно вршење на функциите, беа оставени на страна. И мислам дека е ова задоцнета реакција на македонските институции, но мислам дека е многу заслужена. Так. И тоа ќе помогне за да создадеме, меѓу другото, и помотивирана армија. Џабе ни се стратегии, џабе ни се политики, ако немате мотивирани припадници. Министерке, јас како новинар можам да ги кажам податоците. Еднаш се нашалив, целиот наш генерал штаб, барем првите 4-5 генерали имаат плата толку како директорот на едно јавно предпријатие од државен ранг, да не го споменам сега. Се работи за плата од 200 и кусур илјади денари, која ќе го поделам на 50 и нешто илјади денари на генерал подполковник или генерал мајор. Да споменам само дека капитаните имаат помалку плата од 30.000, што граѓаните не верувам дека знаат, ама моја должност да го соопштам. Еве сега овде имам два сета на прашања.
Едниот сет на прашање произлегува од интервјуто со министерот за одбрана Вулин на соседна Република Србија, кој вели и покрај тоа што ние сме во процес на приоѓање кон Европа, не сака да бидат од НАТО, но стандардите ги имплементираат. Вели, ангажирањето на домашната индустрија, она што можеме ние да го направиме во процесот на одбраната ќе биде нужност. Зато ово ви го поставам ко прашање, бидејќи досегашните министри веле вака, па не можеме ние да направиме панталони во Македонија за армијата, не можеме кошули, затоа што НАТО има стандарди и НАТО ни одредуваат дека тоа треба да биде влез од Шпанија или чизми. Навредливо е за македонскиот народ и граѓани кога кажат, еве амбасадорот од Турција ни поклони чудо едно, 1000 чизми. А ние сме држава, армија. Или разни мешетарања околу оваа премата бевме сведоци овие години. Што, како Министерството ќе одговори на ова? Зошто да не се имплементира македонската индустрија таму кај што може? На оваа тема имав состанок уште во текот на летото со еден дел од комората, кој што мала групација, кој што се однесува на специјална опрема наменета на армијата и полицијата. И им го кажав тоа што и сега сакам да го кажам. Како министер за одбрана, целта ми е да добиеме повисок квалитет за помалку пари. Тоа е домаќинско работење. Но како министер во владата на Република Македонија, секако дека моја цел е, ако може, тоа да го добијам со производител домашен. За таа цел ќе треба да имаме многу сериозни разговори со армијата, сериозни разговори со кластерите, особено текстилниот кластер, кожарската индустрија, за да никој не биде оштетен. Значи, апсолутно најдобрата комбинација е домашното производство да се поттикне, но мора да го гарантираме квалитетот. И не е точно дека во Македонија нема таков квалитет и нема можност да се постигне квалитетот. Правилниците кои што се изработувани за униформа се изработени од страна на наши институции. Процедурите ние мора да ги водиме. Јавни набавки, најниска цена и така натаму и така натаму. Меѓутоа, често пати се случувало во минатото процедурата да биде таква да ги елиминира нашите, па добиваме увоз од Шпанија или не знам од некоја сомнително потреба. Значи, само да најавам дека веднаш дента по празникот некои од представниците на министерството ќе имаат средба со текстилниот кластер да најават кои ни се плановите, за да можат предпријатијата, бидејќи се работи за големи нарачки, барем да им кажеме кои се нашите очекувања. Во меѓувреме ќе треба да се разговара и со армискиот врв за да спецификацијата биде навистина соодветна, да ги имаме квалитетните стандарди. Значи, со таа униформа дел од нашите припадници одат во Авганистан. Со таа униформа учествуваат во спасувачки мисии. Значи, навистина треба да биде квалитетна, но од друга страна треба да им дадеме подеднаква шанса на нашите домашни предпријатија да се надпреваруваат за такви договори. Впрочем, и кога погледнеш на наш војник или офицер како е дотеран, тоа е лице на државата, тоа воопшто не е човек што ја носи униформата. Така е и има навистина. Срамота е да кажам дека во одредени ситуации ги испраќаме на мисија и самите измеѓу себе си позаемуваат за да имаат соодветна униформа. Тешки се работите. Состојбите навистина било допрено дното. Нема да бидат лесно сите проблеми одеднаш да се решат. Но целта ни е систематски да ги решаваме проблемите. Значи, ако кажеме прво да се фокусираме на униформите, да се фокусираме потоа на чизмите, да се фокусираме на условите за работа. И едно по едно да покажеме дека има напредок. Тој што е професионален војник, подофицер, офицер, да знае, утре и овој сегашниот проблем ќе биде решен. Министерке, она што можеби полесно ќе го решите во комбинација со домашната индустрија и набавките и стандардите на НАТО или правилникот кој ги работи армијата на Република Македонија, ќе биде првиот дел. Вториот дел е атмосферата на Балканот. Пред непол месец дена Србија доби 6 нови МиГ-29. Еве сега најавуваат купување уште 7 МиГ-20 софистицирани авиони од четвртата класа, четвртата генерација, ќе добијат 40 на тенка, транспортери и некој друго тешко наоружување од Белорусија.
најави дека ќе купати С-300, тоа е противракетен систем. Хрватска веќе набави 200 оклопни возила, Словенија набави, иако се членки на НАТО, нели се разбира, и тие најавуваат дека со десетина авиони ќе го зголемат својата борбена готовност. Ние не можеме да има авиони. Или стратегијата ја знаат од врвот на армијата. Но сепак, македонската армија мора да биде репрезентативна на она што се нарекува воено опремување. Чизмите, духот, моралот се голема, но треба да се овозможи тие тоа да може да го прават. А тоа кошта многу. Има ли владата стратегија за ова? Она што е јасно е дека импровизација на оваа тема ја кошта земјата многу. И тоа го видовме последнава година. Например, претходната влада најави план за модернизација на армијата, почнаа некои постапки за набавка и сите завршија во ќорсокак. 4 договори кои беа потпишани, 2 дена пред изборот на новата влада, поранишниот министер ги поништи. Не сум сигурна кои биле вистинските причини, прво да се потпишат договорите, а потоа да се поништат договорите. Но тоа ја представи Македонија во многу несериозно светло. И затоа и пораката што ја испративме во НАТО беше таква. И одговорот нивен беше таков. Ние нема да ја донесеме вашата одлука. Ама кога нешто ќе одлучите, мора да знаете дали тоа ќе го реализирате или ако не да не го кажувате. Голема критика за претходните одлуки за набавка било дека се носени во мал круг, без многу комуникација и без стратешки одлуки кои им претходат. Македонија допрва сега почна со изработка на стратегискиот одбранбен преглед, со кој треба да се евентуално ревидира долгорочниот план за развој на армијата. Тоа е документот кој треба да каже што, кога и како Македонија ќе набавува. Нема да, како велите, дали ќе се набавува дел кој што влијае на воздухопловните сили, на копнените сили. Сугестијата од НАТО е дека Македонија треба да се фокусира на оние сили кои ги декларирала како НАТО сили, а тоа се копнените сили. Кој може да ги одржува? Кој може да ги одржува и при тоа велат, можда не можете најновото вооружување да го купите. Тоа што можете треба да го набавите и треба своите војници да ги оспособите за користење на тоа вооружување. Министер, ќе ве информирале зошто ја пропустивме шансата да купиме половно наоружување од Авганистан од вредност од неколку милиарди долари, од кои скоро сите балкански држави си набавија од транспортери, камиони и останата опрема, Македонија ништо. На моето прашање некој од генералите одговара НАТО не дава. Дава ли не дава НАТО? Не, сега тоа е малку една верзија прилично така импровизирана приказна, не се тоа не се од Авганистан. Факт е дека македонската армија користи возила кои што се донации. Во главно дел се користени, дел нови, во главно се донација на Соединетите американски држави и на Турција. Има и одредени кои што се добиени од Германија со тек на сиве овие години. Меѓутоа, едно е кога добивате донација, друго е кога можете да набавите некогаш по-старо возило во добра кондиција, може да биде поисплатливо од крупна инвестиција се на ново. Меѓутоа, тие одлуки треба да се носат не миле ми текна начин, туку навистина со план, со консултации, со консултирање на експерти, со консултирање на луѓето исто во армијата, низ една нормална процедура. Факт е дека таа процедура не е испочитувана минатиот пат и тоа не доведе во ваква ситуација. Но знаете како, малку и да не се залетуваме по сите информации кои доаѓаат во соседството. Јас за некои од соседните држави сум чула 10 најави дека ќе купат едно, друго, па на крај не испаѓало баш така. Скапа работа е. Одлуките влијаат и на политиката, и политиката влијае на нив. Ќе треба да го купуваме тоа што ни е важно, ќе треба да си ги пружиме нозете толку колку што е чергата, но ќе треба да водиме сметка дека бараме влезница за НАТО. Таа влезница и чини. Така, ќе си до сегашната практика, небото ќе ни го чува НАТО, ќе си плакеме за тоа, но сепак ние Има многу иницијативи регионални кои не се
Толку многу скапи? Да се подели трошокот, например, во овој дел, air policing, 3D радари, постои сериозна иницијатива на регионално ниво, неколку земји заедно да влезат во набавка. Постои иницијатива за која што разговаравме со некои од колегите, дури и при набавка на опрема за копнени сили, да одиме со заедничка процедура за да добиеме пониски цени, затоа што кога набавувате повеќе, ќе добиете подобри цени. Мислам дека има потенцијал. Например, во моментов разговараме многу за заеднички еден проект на балкански медицински сили, каде што велиме секоја земја кубури со медицински кадар за природни катастрофи, за мировни операции, наместо секоја да инвестира во се, да си поделиме секој одреден дел да го покрие и заедно да настапуваме како регионална иницијатива. Има начини, но треба политичка волја. И во процедурата на НАТО такви тие го храбруваат начинот на заедничко работење на соседите, кај што се намалуваат трошоците, така се заедничките комади, така се заеднички бригади, како Севрик до сега. Такви форми постојат. Една минута пауза за реклама, па ќе продолжиме. Поштовани гледачи, како што вели режијата, една минута као пауза.